Повик за обединување на општеството, повик за враќање на довербата во судството преку реформи со кои правдата ќе биде еднаква за сите, повик за стратегија со која ќе се спречи иселувањето на младите. Тоа беа дел од клучните точки во првото годишно обраќање на Стево Пендаровски во собранието како претседател. Шефот на државата уверува дека ќе продолжи политички да делува независно како претседател на сите граѓани, а не да биде партиски послушник. Старите поделби по етничка и партиска линија не ги надминавме, а на дневна основа веќе ги гледаме новите поделби. Дали во врска со лицата со попреченост, дали во однос на различната сексуална ориентација и родовиот идентитет на некој од нас. Драги пријатели, се додека се делиме по различни основи и ги дискриминираме поинаквите од нас, не можеме да зборуваме за напредок и да се дефинираме како прогресивно општество. Констатираше дека за 2,5 години Македонија од заробена станала држава на прагот на членство во НАТО и старт на преговори со Унијата. Го нотираше напредокот во слободата на медиумите, демократските процеси, економските слободи, но тоа не е доволно, вели Пендаровски. Генералната перцепција на нашите граѓани е дека тој прогрес не е доволен. Во редица судски процеси не видовме завршница. Некои од најголемите правни случаи застареа на очиглед на сите нас, а креаторот на режимот избега и од правдата, и од државата, и при тоа ниту една институција не кажа јавно како такво нешто воопшто беше возможно. Врв на лошите состојби во правосудниот систем беше така наречената афера Рекет. Зборуваше за клучните договори подпишани во изминатиот период, преспанскиот и оној со Бугарија, со кои, како што рече, не се компрометирал идентитетот. За актуелните односи со Софија, според Пендаровски, треба да се зборува за проблематичните историски аспекти, но правото да се идентификуваме како македонци е надвор од секоја дебата, вели шефот на државата. Власта и опозицијата, чии пратеници денеска беа во салата, различно го гледаат настапот на Пендаровски. Денеска бевме сведоци на обраќање на надпартискиот претседател. Господинот Пендаровски се уште не е излезен од чевлите на Социјалдемократскиот сојуз. Видливо беше отсуството на лидерот на опозицијата на обраќањето. Мицкоски тврди дека не бил поканет.